Руското министерство за надворешни работи е вчудено од изјавата на премиерот Заев дека грчки бизнисмени во име на руската кауза им плакеле на македонци да предизвикуваат нереди. Портпаролката на Министерството Марија Захарова на брифинг со новинари истакнала дека изјавите на Заев се неосновани, обид на премиерот да води внатрешно политичка борба и засилување на антируската хистерија во Македонија. Захарова вели дека играјќи на антируската карта Заев ги заплашува сопствените граѓани во време кога Русија се залага за взаемно прифатливо решение на спорот за името, но без наметнати рокови. Наместо да ги почитува нормите на македонското законодавство и меѓународното право, владеачката коалиција во Скопје рутински игра со антируската карта како метода за внатрешно-политичката борба и за жал заплашување на сопствените граѓани. Руската Федерација секогаш беше определена за постигнување на взаемно прифатлива спогодба на Скопје и Атина за име на земјата без надворешни притисоци и наметнати вештачки рокови. Спогодба што би ја рефлектирало волјата на народите на двете држави и би се темелела на широк општествен консензус и неоспорна уставна и правна основа, но до тоа не дојде. Информациите дека руски пари преку грчки бизнисмени влегувале во Македонија со цел предизвикување нереди на протестите за името, премиерот ги објави пред неколку денови, повикувајќи се на информации кои допреле до него. Меѓу другото, премиерот вели дека дел од лицата веќе признале дека земале пари за да предизвикаат инциденти. Во тие мои искази стои и нашата отворена желба не да ја потврдиме соработката со Руската Федерација, туку и да ја напредиме таа соработка со Руската Федерација. Јас само коментирам факти и изјави кои што допреле до мене во извештаите кои што ги знам, со конечна цел да се трудиме пријателството да го градиме. При тоа знаат сите, треба да знае Руската Федерација дека нема алтернатива за Република Македонија освен полноправното членство во Европската Унија и НАТО. Министерот за внатрешни пред неколку денови не сакаше да открие детали информации кои ги има МВР за овој случај, велејќи дека истрагата нема да ја води преку медиумите. Ниту една истрага не сакам, не можам, ниту е потребно да ја водиме во јавност и преку медиуми, меѓутоа граѓаните треба да бидат спокојни заради тоа што институциите на државата, институциите на системот функционираат. Вчера грчкиот весник Атенс Voice анализираше дека Света Гора е местото каде бил лоциран штабот во кој се ковале насилни планови против договорот за името, а таму според нив се собирале познати грчки десничари, членови на Златна Зора, црковни лица, бизнисмени, но и руски државјани.